Коалициите и политичките партии влегуваат во финишот на кампањата за вториот круг претседателски и за парламентарни избори в среда. Остануваат уште неколку часа во трката за собирање гласови пред молкот кој стапува на полноќ. Дел од пораките се до граѓаните да излезат и да гласаат и на претседателските и на изборите за пратеници. Ние сме демократска партија и согласно таквата демократија која што владее во партијата, ги повикувам граѓаните по сопствено убедување да се произнесат за оној кандидат за кој што сметаат дека треба да ја дадат својата поддршка на онаа што е приоритет на Македонија. Во овој момент, за да се избегне било каква политичка криза, Македонија е потребно да избере председател на државата и затоа повикувам на што помасовен одзив и за председателските и за парламентарните избори. Прашањето е како ќе се постават партиите на албанците кои во вториот круг избори за шеф на државата немаат свој кандидат. Дали 200.000 гласови кои во првиот круг завршија на контото на Бујар Османи и на Арбен Таравари ќе се прелеат кај некој од двајцата кои ја продолжуваат претседателската трка? Дали има некаков договор во позадина? Дали албанците ќе абстинираат за изборот за шеф на државата се дел од дилемите? Јавните повици се дека граѓаните треба сами да решат дали ќе гласаат и за кого ќе гласаат. Значи, граѓаните се слободни да одлучуваат сами за тоа кого ќе поддржат во вториот круг и апсолутно немаме намера како фронт да им наметнуваме на граѓаните сами да ја донесат одлуката. Сметаме дека е тоа суштината на демократијата, граѓаните да имаат информирана одлука. Наше е да ги информираме граѓаните за сите аспекти од одлучувањето, а на крај одлуката ја носат тие. Опозицијата и на последниот ден од кампањата обвинува дека ДУИ врши притисоци врз гласачите, но уверена е дека идната влада ќе биде без партијата на Ахмети. Се најавува и масовна поддршка од дијаспората. На 8 мај ќе се случи народот заедно со дијаспората и да се заокружи целиот овој процес со промена, со ново мнозинство, со нова влада. Опозицијската ВМРО ДПМН, која по одличниот резултат на незиниот кандидат во првиот круг избори за претседател веќе се гледа како победник и на парламентарните избори, бара уште поголема поддршка од граѓаните. За 2 дена граѓаните ќе имаат можност да избираат помеѓу Македонија понижена, ограбена, опустошена, оплячкана и Македонија горда, достоинствена. Македонија која што се гради и во која што важат законите за сите подеднакво. Да бидеме горди и да бидеме достоинствени. Да си ја вратиме Македонија во раците на граѓаните. Ве повикувам сите заеднички да излеземе да гласаме. Социјалдемократите кои по изборниот ден на 24 април може да бидат се само незадоволни од резултатот, во изминатите денови апелираат до граѓаните да внимаваат како ќе гласаат в среда, зашто, како што велат, треба да се сетаат на 11 години владење на ВМРО ДПМН во минатото. Секој глас е скапоцен. Историјата ни покажува дека избори се добиваат или губат со мали разлики, но со големи последици. Затоа секој од вас е важен за да продолжиме по нашиот пат кон Европската Унија. Да не дозволиме да отстапиме од тоа што 7 години го градиме заедно и внимателно. Вашата желба за европски стандард и квалитет на живот е најважна. В среда за претседател на државата граѓаните ќе избираат меѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова. За 120 места во собранието ќе се тркаат 17 коалиции и политички партии. Мандатот за составување на идната влада ќе го добие оној кој ќе обезбеди мнозинство од барем 61 пратеник. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.